Како прв гостин сакам да го представам председател на Социјалдемократскиот сојуз, ќе го замолам дека преземе говор. Ќе го замолам еден аплауз. Добар ден, драги другарки и другари. Добро утро. Навистина човек убаво да биде овде денеска меѓу вас, меѓу членови и симпатизери на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој што и покрај начинот на владење на оваа власт е денеска тука овде собрани и покрај тоа што во минатото не секогаш сте го добивале оно што го заслужувате. Драги другарки и другари, помина 8 години власт на ВМРО ДПМН е власт на силување на демократијата, власт која доведе до крајно осиромашување, власт која понижуваше, уценуваше, власт која ги затвора за вас ромите границите, власт која ве ставаше во гето. Време е во недела на оваа власт да ја кажеме доста е и да замине во историјата. Драги другарки и другари, во недела одлучуваме дали ќе живееме во перспективна европска со отворени граници Република Македонија или ќе продолжиме да живееме во сиромаштија, затворени во сопствените граници. На нас одлуката, ви одлучувате да сме живи и здрави. Сега ќе го замолам уште еден голем аплауз за премиерката. Се извинувам за пратеничката. Таница Рамбалова ќе преземе говор. Јас мислам дека не треба посебно да се представувам, дека ме знаете, на повеќе од вас сум матичен доктор, јас ме знам повеќе до вас и сум поразнела тука малку подоле, у ово мало. За последните 5 години уназад сиромаштијата у Македонија е зголемена за 30%. Значи, 1/3 од луѓето не може да се ги задоволат основните животни потреби. Нашата програма, програмата на СДСМ, предвидува 40% покачување на социјалната помош. Знам дека повеќето од вас без никакви примања, значи зависите од социјална помош. Предвидуваме и бесплатно набавување на документи за социјална помош. Зголемување на детскиот додаток за 60% и детскиот додаток на невработени. Значи, во нашата програма предвидуваме зголемување на 60% на детскиот додаток. Детски додаток и каде што нема вработени или деца до 4 годишна возраст. Предвидуваме бесплатен годишен одмор од недела дена во државни институции надвор од времето за годишен одмор. Меѓу другото, треба ли јас да ви кажам во какви услови ете? Треба ли да ви кажам да не се продава се за 300 и 500 денари на денот на гласањето? Вашиот вреди повеќе. Не дозволувајте некој да ви го одреде животот за 300 и 500 денари кои ќе ги потрошите во еден ден, да си го пропастите животот. Имајте имајте цел во животот, не му дозволувајте да ви купува за 500 денари. Мислите дека треба да ви живеат децата, дека треба да завршуват школи. Меѓу вас има доктори. Пружена ви е можност, а ние ќе се потрудиме уште повеќе да си го најдат своето место. Затоа на 27 излезете и гласувате
гласайте, не се плашете, никаква принуда излезете и гласайте и заокружите единица за парламентарните. Благодарам. А сега, дами и господа, сакам да ви го представам най-честниот, най-храбриот, най-више што се бори за нас, за ромите, а тоа е единствениот пратеник или единствениот човек Самка Ибраимов. Ќе ви замолам да голем аплауз. Почитувани драги мои стипляни, вие добро знаете сколку во парламентот се борат за правата на ромите. Сакам и едните и другите што другачи мислат во овој момент да не слушаат и тие што се симпатизери на власта и тие што се симпатизери на Социјалдемократскиот сојуз и на нашата политичка партија. Дали не враќаат од граница? Сакам да чујам. Дали не ги одземаат пасошите? Дали не е укинува социјалната помош? Дали има вработување? Дали не ги земаат децата од улица? Уште што не ги земаат децата и сакаат да не казнат од 3 до 5.000 евра? Дали има дискриминација кон ромите? Дали не бришат од евиденција и од агенцијата за вработување? Па дали треба да гласаме за нив? Треба да ги унишиме? Сега, зашто треба да гласате за Социјалдемократскиот сојуз? Прво, одма уште првиот ден, само што ќе формираме владата, ќе има покачување на социјалната помош од 40%, а не од 5%. Сакаме да го вратиме граѓанинот кај што му е место социјалниот граѓанин. По победата на Социјалдемократскиот сојуз, границите ќе бидат отворени, слободно ќе можете да се движите. Јас ви верувам во тоа, дека по победата на Социјалдемократскиот сојуз ќе имате слободно движење, а не како што ми се јавувавте вие од Шкип тука, многу добро памтите. Пратениче не не пуштаат од граница, пратениче не вратија, ни го земаат пасошот, затоа треба да ги казниме. Ние добро знаете дека јас многу се трудам и барам нешто што е добро за нашата заедница. Ние имаме граѓани кои се постари од 57-8 години и немаат ниту работен стаж, ниту се вработени, ниту пак имаат надеж за работа. Затоа, ние заедно, нашата политичка партија со Социјалдемократскиот сојуз, во нивната програма ставивме социјална пензија за тие луѓе што се постари и немаат вработување. Таа социјална пензија ќе биде од 6 до 7 милиони денари, зависи од посебот во Република Македонија. За електрична енергија ги дават по 700 денари. Нема, ние ќе даваме по 1500 денари. Меѓутоа нема да го условиме да платите сметката, па да одите во Центар за социјални работи, па да речат ќе ви платиме кога е поштен 6 и 7 месеци. Затоа ние ќе дадем 1500 денари, вие самите ќе платите сметката во Центар за социјални работи. Извршите решења, ќе не реагираме. Сите што имате долгови за струја, за вода, нека не ме лажат дека ќе ви ги опростиле долговите, односно ќе ги платиле тие. Ние нудиме вистина, а вистината е ова, почитувани штипјани. Ревидирање за струја и за вода има застареност од 1 година. Сите вие што имате износки решенија по 6-7 години што ве терат да платите, да знаете дека ќе платите само за 2014 година, а сите други ќе ги избришеме од вашето. Мора да ви кажам дека порано за децата се земаше само кои се вработени детски додаток.
Сега ние въведохме новина. От тие што не се вработени, може да вземат детски додаток за своите деца. Ова се однесува за помощ за младите пресухари. Браво! И сега кувајќи рачунаме, што видиме ние? Со 40% покачување на социјалната пензија, че имате 5200 денари. 1500 денари за струја, тоа се 7700 денари. 2500 денари ќе добивате за деца кои одат во училиште, меѓутоа ќе морате еднаш месечно да давате потврдат дека вашето дете е редовно во училиште. Тоа е цирка од 10.000 денари. Тоа е враќање на средната категорија. Затоа го направивте со Социјалдемократскиот сојуз. Да не бегате надвор, да останете тука.